Що е 128 номер? Трябва да вземем на един ден. Добре. Решено е, решено е. Наскоро ќе добиеме нов дом. Тоа ќе биде едно од најголемите градилишта во Скопје. А ќе спаѓа во редот на големите железнички, најмодерните железнички станици во Европа. Па сваќате ли? Сваќате ли? Па и дојде крајот на овие бараки. Договорено е изградбата да започне веднаш. Веднаш штом се решат сите овие нормални работи околу инвестициите и околу конкурсните комисии. А од утре макетата ќе биде поставена во новата дирекција и таму секој ќе може да види каков потват е тоа градежнички. Дајте да ви покажам. Дајте. Може тука. Вака. Се на столбови. Се на столбови. Возовите доаѓаат одгоре. А долу се продавници, супермаркети, ресторани, билетарници, санитетска служба, автобуска станица, секакви чуда. Ќе можеш да си влезеш долу од воз и веднаш да си купиш билет за театар. Секакви чуда. Ќе дојдеш и одеднаш како во нов дом. Ovde сега ќе биде нашиот нов дом. Ovde сега ќе биде нашиот нов дом. Ovde сега ќе биде нашиот нов дом.
сите овци на број. Остави го него. Имаме многу работа. Да ја симнеме по кутнината. Собата е празна. Моите работи ги испратив со утринскиот воз. Еве го Ставре, тој ќе ни помогне. Ставре, ова е новиот шеф на станицата. Добро дојдовте, господин шефе. Добро најдов. Ајде да им помогнеме да се разтоварат. Горнема. Добар ден. Добро дојдовте, невеста. Добре ве најдов. Ване, ајде, помогни. Суртук ми заеден, а? Уште не си застал. Мама, до кога тата ќе биде во канцеларија? Уште малку има уште еден воз, а после ќе треба да дежура. Колку може тата да издржи без пиење? Многу. Но ти ако продолжиш вака, ќе го надминеш. Ајде, ај сега да не се расправаме. Стуткај се тамо и спи. Добро? Мама, само ние ќе живееме во оваа куќа? Да, сине. Засега. А потоа може би ќе дојде и некој друг. А пруката по која одат возовите има крај? Некоја има, некоја не. И добро, што ти текна сега тоа, а? А мора да има, инаку не може. Има.
Щом ти така сакаш. Ајде спи. Па мисир кој кане се на другиот крај. Затоа мора да има. Добро, сине. Сега спи, веќе е доцна. Утре ќе поразговараме со тате. И со еден од возовите што одат на другиот крај, ќе одиме да ги посетиме Мисирко, Калин и другите другарчине. Добро? Ајде, само да мине уште ова ноќ. Колку е толка ноќта? До утрото. А кога ќе дојде утрото? Утрото, сине, е најбрзо од се на светот. Треба само да ги затвориш очињата. Ете вака. Оп. И утрото е пред тебе. А сега ќе спиеш? Ќе спијам. Мамо, докаде е сега стигнат возот со кој ние дојдовме? Пораснал. Така ми рече дека смеам да доаѓам тука кај бакалницата сам. Имаш пари? Не. Ами што бараш таму? Во бакалницата се оди да се купи нешто. Но истина, Антон бакалот ќе ти ги стегне ушите ако влезеш и ништо не купиш. Ела со нас ќе ти покажеме нешто. На твојата куќа нешто пишува. Не пишува ништо, вие лажете, не пишува ништо. Пишува. Погледни уголно, моля ми да ми букви пишува. Така можеш да живееш, па така ако никога тоа не ќе живееш. Така, да побудеш од тој звук. Да не е часовник, не е часовник. Не си мобително часовник. Од него не излегува партија, од ово излегува како треба. И вие во куќа да држите таков апарат? Како можеш да живееш во таква куќа со надписи и разни апарати? Ова е станица. Овде ќе се живееме. Ова е сега нашиот нов дом. Каков дом? Дом, станица, дом. Ова е сега нашиот дом. Дом, ова е сега нашиот дом.
Мамо. Majkino dete. Što je? Koji ti isplaši nešto, a? Vozot? Мамо, дали сите железнички станици имаат имиња? Сите, сине. А зошто мислиш кој Калин ми се смеја? Ти се смее? Слушай, кога ќе одиме да ги посетиме, ти ќе им кажеш дека немаат право. Се на светот си има свое име. И планините, и реките, и морињата, и езерата. Така и станиците. И сите станици се испишани со црни букви? Да, сине. Уште не спија. Покажу вам приказни. Тете, овој воз што мина сега, се враќаше или одеше? Ниједен воз не се враќа, сине. Сите одат некаде. Пијам со тебе. Тете, како си викаш овој апарат? Колку пати сум ти кажал? Да заборав. Телеграф. Знаем, но ми се меша со фотограф. Што прави сега? Јавувам дека возот за мене. Кому јавуваш? На станицата што е до нас. Таму ти го чекаат возот. Па тие ќе разберат? Ќе разберат секако. Па јас ништо не разбирам што тропаш. За телеграфот постојат специјални знаци. Точки и цртички, тоа долго се учи. Ти докаде си со буквите? Ги научив скоро сите. Ама мама вели, пред да одам на училиште не треба да учам, да пишувам. Така и рекол еден учител во бакалницата. Тебе ти се оди на училиште? Ич. Елана. Ако не одиш на училиште, нема ништо да знаеш. А на училиште се учи. Јас сакам прво да научам да чукам со прстот, како тебе. Па ако те чупнам по тимбата, ќе научиш се и тоа одеднеш. Ајде беге таму.
Тате, зашто ја носиш оваа црвена капа? Ништо не се гледа. Како не се гледа? Еве вака. Дојде. А вака се гледа? Ей, не сум сигурен. Седи. Тате, Кажи. зашто ти носиш црвена, а другите носат црни капи? За да можам да ги запирам сите возови што поминуваат низ станица. Еден си нека ти побегна. Има некои што не запираат. Јас ги запирам само оние што мора да застанат. Тоа е многу. Што е ова? Па, кога не запираат, така многу побрзо стигнуваат на другиот крај. Сега ти пак нели се договоривме дека железницата нема никаков крај. А? Што правиш сега? Читам што ми одговараат. Тука ништо не пише. Тоа се знаците за кои што ти зборувам. Ајде, доста ми се претпише. Ајде, бе. Тате, јас би можел со твојава капа да запирам возови? Би можел. Ако излезеш така, сите од возот ќе мислат дека капата само излегла на перон. Јас кога ќе пораснам ќе бидам железничар. Првин заврши го училиштето, па потоа ќе зборуваме за тоа. Ма што има јас да учим? Јас ќе бидам железничар. Ти мислиш дека така лесно се станува железничар без учење, а? Тате, што е ова? Тоа е пупка, од неја ќе излезе булка. Јас многу ги сакам булките. Кога ќе ја ставиш капата исти како булка. Гледа, јас на тоа не сум помислил. Ајде види да не те бара мајката, ајде! Браво, ред. Ама не ме вика. Што е сега? Тука ќе ми киснеш. Тебе како што гледам ти се допаѓа овде? Да, тате. Ама кога доаѓавме, некако се муттеше. Сега ми е многу убав. Тате, во оние куќите таму кој живее во нив? Во едната што е без бројот не живее никој. Таму еднаш недавно доаѓа еден стар риболовец, а во другата со бројот таму живее сортничарот. Чичко Ставре? Чичко Ставре. Што работи Чичко Ставре? Ги брои вагоните? Не, тој им покажува по која пруга треба да поминуваат. Така значи. Море, немој ти мене да ми се правиш многу наивен. Признај ми машки дека си бил до тама, а? Не. Слушај, ако сакаш да останеме другари, подалеку од чините. Разбра? Разбра. Хајде, седи таму. Седи! Добре,
Отворени се. Провери уште еднаш. Добро, провери уште еднаш. Дед многу сакам често да поминуваат возови. Не може тоа така. Возовите си имаат свој ред по кој поминуваат. А ти мислиш дека јас ништо не знам? Ти знаеш само да милеш како празна воденица. Ајде да го пречекаме воз. Навистина можем да дојдем? Можеш, брати. Ајде. Чекај, ело. А зона дека ти личам на булка, немој да ја кажеш што мај. Важи? Добро. Ајде да. Купките не треба да се кинат пред тебе. Од нив ќе расцутат убави булки.